Гужва, нервозни возачи, свирежи по скопските улици. Ваква беше сликата во главниот град кој се разбуди во сообраќаен хаос поради блокадата на приватните превозници. Тие во знак на револт ги паркира автобусите пред трговскиот центар Мавровка во центарот на Скопје. Приватниците јавно се извинија за сообраќајниот хаос, но велат дека ништо друго не им останува освен блокади со цел побрзо да си ги добијат нивните пари. Се жалат дека не кренале глава од телефон за парите кои ги должат за гориво, за сервисирање, како и за рати за регистрации на автобусите. Како да земе плата ако нема што да земе? Треба некој да не исплата, ние по пота да земе плата. Ние колегијално ќе бидеме сплотени заедно и ќе го тераме проблемот заедно. Ние ако не можеме заедно да го решиме проблемот, као поединци па не може веќе да го решиме проблемот. Од мај месец не се исплатени до сега. Мај е исплатен, од мај до денес немаме земено ни еден денар. Приватните превозници со душа ги чекаат парите од ЈСП во висина од 1,5 милиони евра. Се жала дека веќе 3 месеци се без денар сред економска криза и дека се доведуваат да трпат и за леп. Немаме кај друго чаре, кај да идеме? У затвор, ако не носат, добре. Таму ќе ни дадат јадење без пари. Ќе спие таму, иначе друго кај ќе одиме? Без пари што да правиме? Ние сме единствени и сплотени. Толку децении работиме, здружени, преку правни лица, и така ќе продолжиме и понатаму. За време на сообраќајниот хаос, граѓаните се приморани да кружат по други улици за да стасаат побрзо на работа. Инаку останатите градски автобуси кои треба да ја поминат улицата преку Мавровка возат од други рути, а тоа создава и дополнителна гужва и чекање на постојките. Ако нема решавање на проблемот, приватниците најавуваат дека блокадите ќе се прошират и на другите булевари низ Скопје. Инаку приватните автобуси во јавниот превоз учествуваат со нешто повеќе од 200 автобуси.